الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamd, благодарност на Аллах Джелешануху, створителот на се што постои, створителот на дуњалук и ахирет. Нека е салават и селам на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, неговата чесна фамилија, асхабите и сите оние кои го следат се до судниот ден. Благодарност на Аллах Джелешануху што не овозможи да го дочекаме месец Рамазан, месец на берекет, месец на полнење на нашиот иман, месец на постот. Аллах Джелешануху за овој месец во Кур'ан и Керим вели: месецот Рамазан е месец во кој е објавен Кур'анот како патоказ за луѓето, јасноти по показот и одделувач на вистината од невистината. Па кој од вас ќе се најде во тој месец, нека пости. А кој е болен или е на пат, нека ги напости тие денови. Аллах со тоа посакува да ви олесни, а не да ви отежни. Определениот број денови да ги надополните и Аллах да го величате, затоа што ве упати. И благодарни да бидете. Се пренесува од Ебу Хурейра ради Аллаху ан, дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: кога ќе дојде Рамазан, се отвораат дженнетските врати, се затвораат джехеннемските и се врзуваат шејтаните. Исто така пегамберот салаллаху алейхи ва селем рекол: кога некој од вас пости, нека не зборува срамни и неубави работи. Ако некој го нападне или опцуе, нека каже: јас постам. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем рекол: оној што нема да се откаже од лажно зборување и работи со тоа, не му треба да го остава своето јадење и пиење. Месец Рамазан, знаеме сите дека треба да се бориме да го наполниме нашиот иман. Месецот Рамазан не е само нејадење, туку подобрување на нашиот ибадет, зголемување на нашиот иман. Се пренесува од Енес ради Аллаху ан дека рекол: Аллаховиот пегамбер салаллаху алейхи ва селем рече: станувајте на суфур, зашто суфурот на вистина има берекет. Кога некој од вас ќе ифтари, нека ифтари со урма. Ако не најде урма, нека ифтари со вода, бидејќи водата е чиста. Исто така Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе даде ифтар на постач, ќе има награда слична на она на постачот, така што на овој нема да му биде смалено од неговата награда. Ние во Рамазан ги зголемуваме нашите ибадети, а најповеќе го зголемуваме нашиот ибадет садака, кој се трудиме што поќе, затоа што во Рамазан садаката е повредна од 10 до 700 пати поќе. Каде што Аллах Джелешануху во Куранот вели: ако јавно делите садака, тоа е убаво, но ако скришно го направите, давајќи им ја на сиромашните, тогаш тоа е подобро за вас. Аллах ќе ги занемари пропустите ваши и Аллах е известен за она што го работите. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем рекол: 7 души ќе бидат под сенката на судниот ден. Еден од нив е оној кој давал садака тајно, така што неговата лева рака не знае што дава десната. Аллах Джелешануху во Куранот вели: оној кој ќе му позајми на Аллах, па Аллах во изобилие имот ќе му зголеми. Аллах скратува и изобилие дарува, нему ќе му се вратите. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем рекол: садаката ги гасне гревовите, како што водата го гасне огнот. Укбе бин Амр ради Аллаху ан рекол: го слушнав пегамберот салаллаху алейхи ва селем кога рече: секој човек ќе биде во сенката на својата садака, додека на луѓето не им се суди. Заштите се од огнот, па макар и со пола хурма. Ако муслиманот облече сиромашен муслиман, Аллах ќе го облече со облека од дженнет.
Ако нахрани гладен муслиман, Аллах ќе го нахрани со плодови од дженнет. Ако му даде вода на жеден муслиман, Аллах ќе му даде од запечатениот пијалок во дженнет. Пейгамберот салаллаху алейхи ва селем рекол: садаката ја гасни Аллаховата лутина. Да се бориме што повеќе овој месец, да го поминиме со хајр, со берике, со повеќе ибадети, да бидеме што повеќе присутни на нашите амали, да бидеме што повеќе покорни на Аллах Желешануху и да се бориме што повеќе да даваме се од себе, да даваме садака, да даваме напор, да доаѓаме во џамија, да го наполниме нашиот иман во овој месец. Аллах Желешануху во Куранот вели: кажи, Господарот мој навистина дава риск кому он сака од робовите своји. Он му одредува и се она што ќе го поделите, Аллах секако ќе го надополни. Он меѓу снабдувачите е најдобар. Коментирајќи го овој ајет, Ибн Кесир вели: што и да делите од она што ви го наредил и што ви го дозволил, тој Аллах ќе ве награди со зголемување на овој свет и награда на ахирет. Па иншаллах да се бориме овој месец, да го поминиме со нашиот ибадет, да го наполниме, да и наполниме нашите срца со иман и иншаллах да го молиме на Аллах Желешануху да ги прави кабул сите наши ибадети, сите наши садаки, секој наш пост. И иншаллах да го молиме на Аллах Желешануху да не воведи во дженнет, меѓу вратата Рейјан, која е само за постачите. Селаму алейкум.